Средбата на медијаторот Метју Нимиц со македонската и со грчката делегација одделно најавена за денеска, како и заедничката за најавена за утре, се одвива под превезот на тајноста. Никој во Брисел тука заедно со нашата и другите екипи од другите медиуми не успеавме да дознаеме каде и кога точно се одржуваат овие средби. За оваа средба не се информирани ниту во седиштето на Обединетите нации тука во Брисел. Што се однесува до оптимизмот за кој што наговестивте во најавата, секако дека оптимизмот е нешто што Нимиц секогаш го посочувал по секоја нова средба овие долги години, колку што учествува како посредник во разговорите помеѓу Македонија и Грција, поврзани со она недоразбирање околу името на Република Македонија. Дали ќе биде оптимизам посочен и овој пат? Секако дека ќе биде, но знаејќи ги дека грчките позиции останаа непроменети, веројатно тој оптимизам ќе биде базиран врз оние развој на настаните кои што новата македонска дипломатија ги презема во овие 6 месеци, особено по договорот со Бугарија и најавите дека ништо не смее да застане на патот пред македонските евроатлантски интеграции, а се знае дека спорот со Грција е главната препрека на тој пат. Во однос на тоа дали Нимиц ќе има нов предлог, веројатно ќе почекаме делегациите да се вратат во Скопје и во Атина и отпосле да дознае јавноста за нив. Но до сега сме ги слушнале во овој подолг период колку што траат овие разговори, сите варијанти кои што нели на инсистирање на Грција се наведува географска, се бара географска одредница која што би стоела пред името Република Македонија, помеѓу Република и Македонија или некоја варијанта во заграда по Република Македонија. Веројатно и овој предлог, доколку го изнесе Нимиц, нема да биде надвор од овие рамки. Што се однесува пак до Брисел, тука утре ќе допатува и министерот за надворешни работи Никола Димитров на покана на естонскиот колега, председавачот на Советот на Европската Унија. Димитров ќе учествува на работен ручек со колегите од земјите членки на Европската Унија и со колегите од државите кои што се стремат за членство во Европската Унија. За сега толку од Брисел, од седиштето на Европската Унија. Се надеваме дека со нови и порелевантни информации во насока на тоа да откриеме каде и кога се одржуваат овие средби, како и за што точно станувало збор, ќе информираме во следните изданија на вестите на телевизија Нова.